Здраво, здраво! Млади и вечно зафатени со телефоните, добре дојдовте во втората епизода Од емисијата, што веќе ви го прави животот попаметен, позабавен и помалку срамежлив на инсталеговите. Ова е тин феномен, местото каде што нема глупави прашања, само гениални одговори. А сега следи сериозниот дел. Почитувани млади, во првата епизода ви ветивме 3 животни хакови, а ви исполнивме 2. А денес ви носиме уште 2 животни хакови. Како да направите добро селфи без да се застрамите пред идните внуци? Како да испеглате вашата кошула доколку немате пегла? За да ги дознаете овие животни хакови, останете со нас до крај на емисијата. Дали сте подготвени да ја запознаете една од најпаметните девојки на гимназискиот шаховски свет? Девојка која ги воодушевува сите со својата интелигенција и стратегија. Таа е само 15 годишна девојка која веќе се надпреварува со најдобрите од гимназија. Има своја стратегија, но што е она што ја прави поразлично од другите? Како прави магија врз шаховската табла? И ќе ги дознаете незините тајни, незината дневна рутина и што ја прави тоа да биде најуспешна. Теодора, добре дојде. Како се чувствуваш? Најпрво. Возбудено. Дали ти се допаѓа нашето студио? Да, прекрасно е студио. Добро, знаеме дека се занимаваш со шахот, знаеме дека си prvак во гимназијата, па може да ни кажеш како започна приказната со шахот. Кој те привлече кон шахот? Така? Шах научив да играм на 4 години од мојот татко, затоа што и тој скоро целиот негов живот знае да игра шах и игра интензивно. Но поинтензивно започнав да играм од пред 3 години и кога ја видов убавината шахот, тоа што нуди многу можности, посебно за женски во Македонија, затоа што конкуренцијата е многу слаба. Од каде баш инспирацијата е, како што кажам, не таткот ти те навлекол да игра шах, а баш да продолжи со шах или заради тоа што е мала конкуренцијата, па се одлучијате и ти да продолжиш по, да речем, стапките од таткот ти да играш шах, да се надпреваруваш? Па да, поидов на еден турнир, видов колку е убаво, плюс тоа поради тоа што е мала конкуренцијата, секогаш поголеми се шансите да си во првите, а убаво е чувството. И до сега 3 пати имам појдено до Србија на камп, кој што е бесплатен, организиран од нивната држава и многу е добро чувството. Значи има и шетање покрај играњето, има и дружба. Да, и шетање и дружба. Па покрај секојдневниот живот, учење, училиште, гимназијата сепак, како успеваш да балансираш и со шахот и со учењето и така натаму? Па дневно се трудам барем малку да посветам време на шахот. Секој ден различно зависи колку време имам слободно. Некогаш може и само 20 минути, некогаш може би час. Зависи од денот. Која е твојата главна мотивација за играње на шах? Главна мотивација дека тоа е вистина паметна игра која што има многу придонеси за меморија, размислување, плюс тоа има и многу дружба. Дали си само првак во гимназијата или може да се каже во Пелагонискиот регион во женска конкуренција? Па годинава во женска конкуренција на државното првенство за средношколци бев прва во државава. Прва во државата. Браво. Да. Какво беше чувството кога прв пат освои медал, награда? Пресреќна бев. Значи, Предпоставувам прво место беше тоа. Не од прв пат, прво, ама Како гледаш на шахот? Како хоби или како понатаму професионална работа? и како двете. И како хоби за сега, но понатаму се надевам дека ако успеам да влезам во репрезентација, дека ќе можам да би професионално да играм и да се шетам на многу поголеми и поврни турнири из цел свет. колку ти траела најдолгата, колку најкратката партија? Најкратката партија неколку минути, најдолгата 4 часа. 4 часа. Без одмор. Без. Браво си. Кој ти беше најтешкиот противник со кој што си се надпреварувала до сега? Најтешкиот противник се имам надпреварувано на турнир еден од Алкалуит организиран во Скопје со интернационален мајстор од Косово. И колку траеше напред? 10 на 15 минути, бидејќи беше рапид турнир. И дали успе да го победиш или Не. сепак беше поразена? Дадов отпор, ама Да. поразена бев.
Кој надпревар ти оставил најголем печаток, најголемо сеќавање до сега? Што си го изиграл? Најголемо сеќавање минатото лето во Крагуеваc, Србија, затоа што имаше многу дружба, бевме деца од 14 на држави и освои второ место. Ја би те прашал едно малце така по професионално прашање. Колку полени има една шаховска табла? 64. 64. Како се справуваш со поразите на шахот во игрите и како се справуваш со нив? С поразите се помирувам, секој и најдобрите некогаш губат. Човечко да се изгуби, само битно е да се учи после тоа од грешките. Колкава е конкуренцијата во женскиот шах во Прилеп? Дали има Во други? Прилеп, сега се мислам дека сме 5-10 така девојчиња кои што играат и тренираат во клубот. Да, а има и клуб шаховски, така? Да, во Прилеп има 3 клуба шаховски, ШК Прилеп, ШК Пелагон и ЖШК Прилеп, односно женски шаховски клуб Прилеп. Но имаме и неколку повозрасни шахистки кои што се доста добри. Како се нарекува, нели се во шахот сите фигури си имаат свое име? Да. Колку фигури има во еден тип? Фактички во бела страна, пример. Белата има 16 фигури, 8 пиончина, 2 топа, 2 коњи, 2 ловци, крал и кралица, исто тоа го има и црниот. Да. А дали имаш некој надпревар што ти оставил најмногу сеќавањето, така да речеш, што се вели во 3 потези го победив и му направив шахмат? Не ми такна моментално некој таков. Дали можеш да ми објасниш што е тоа шахмат што користа сите? Шахмат е кога кралот нема да полиња да оди никаде да избега, кај да појде и наредниот потој ќе биде изевен од некоја противничка фигура. Значи, заробен и нема Да, спас. нема спас. Автоматски ти е победена партијата. Да. Добро. Лорет, се надеваме дека ти се допадна дружбата со нас. Да, прекрасно Би беше. сакале повторно да те викнеме во нашата епизода и емисија, учувајќи тоа. И ти посакуваме повеќе успеси во иднина, повеќе први места. Фала. Драго ми било пак да бидам дел од ваква епизода. Благодариме. Благодариме. И имам уште едно само кратко прашање пред да завршиме оваа епизода. Дали има ограничено време на преварувачот во играта? Па, зависи, да, времето е ограничено, не тотално, но, например, ако се игра партија рапид, најчесто се игра на 10 минути плюс 5 секунди додавање на секој одигран потез. И ако истече времето на еден од противниците, тогаш тој ја губи партијата. Да, но се дури имат и двајцата време, може да играат, дури не ја завршат партијата. Значи, сепак е ограничено Да. времето. Не е да се дувам. Да, а на класично се игра најчесто сат и половина со 30 секунди додавање на потез, а после 40-тиот потез се додаваат уште 30 минути. Фала ти. Мило ми беше. И сега е време за животните хакови. Може би ние не знаеме како да направиме добро селфи, ама вака? Сигурно не. Доколку немате пегла, вашите алишта ставете ги во бајњата додека се туширате и парејата ќе заврши работата на пеглата. За повеќе животни хакови, Следете не и понатаму во третата епизода. тоа беше се од нас за денес, друштво. Ви благодариме што бевте со нас. Се надеваме дека уживавте и дека ви донесовме инспирација и забава. Се гледаме наредна недела, на исто место во исто време. А до тогаш, останете позитивни, креативни и своји. Чао, Чао, друштво!